Парното ќе поскапи за околу 30%, поради како што велат во БЕК, зголемувањето на цените на нафтата и гасот. Според надлежните во фирмата која го снабдува Скопје со топлинска енергија, ова значи дека доколку граѓаните сакаат да плаќаат иста цена за парно како досега, ќе треба да ги загреваат домовите за 30% помалку или во просек за околу 5 степени помалку. Ако сакаат топол дом како што е сега, сметките за парно ќе бидат повисоки за околу 30%. Но ќе плаќаат не само оние што се греат на парно, туку и оние 12.000 домакинства кои се откажаа од услугите на БЕК. Тие, иако се со години исклучени од парно, плаќаат и ќе продолжат да плаќаат паушален износ од 500 до 1200 динари во зависност од површината на станот. Ваква одлука падна и на Уставниот суд, каде што беше обжалено ваквото решение. Објаснуваат дека за оваа иницијатива се решавало уште пред 5 години и уште тогаш таа е отфрлена. За утеха на исклучените, нивните сметки нема да се зголемуваат. Гледате, цената на нафтата расте, енергенците растат, тоа е променлив параметар. Оваа проекција е направена за сегашната цена на гасот и на нафтените деривати кои што се, да речам, базна точка од која се одредува и цената на гасот во моментот. Така што таа е променлива категорија, меѓутоа знаеме во иднина енергијата ќе биде скапа работа. Затоа треба да се подготвиме за тие времиња и во секој случај овие мерки за вложување во енергетска ефикасност ги потврдуваме во целост. Градоначалникот на Скопје вели дека топловодната мрежа е најевтин и најеколошки начин за загревање на домовите и затоа градот ќе изнајде начини како граѓаните да се приклучат кон истата. Мрежата во градот Скопје е недоразвиена, има сериозен потенцијал таа мрежа да се развие. Развитокот на мрежата, кој што согласно Законот за енергетика ќе биде во раце на трет субјект, не на сегашниот корисник, и бесплатното приклучување на таа мрежа за граѓаните ќе биде еден од начините за стимулирање нивно за или враќање назад во системот на топлификација. Математиките поврзани со Законот за енергетика очигледно не се усогласуваат, додека креаторите на законот велат дека мерачите ќе ги чинат граѓаните дополнителни 50 евра по радиатор. Од владата пак велат дека мерачите ќе ги финансира државата. Сепак, останува да видиме како новиот закон во пракса ќе се одрази врз џебот на граѓаните, откако ќе стапи на сила на почетокот од 2019 година.